Здраво, добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе го разгледаме Вотсон-Криковиот модел за структурата на ДНА. И ова дека е една многу позната фотографија, дека ова лево со Вотсон и Крик, кои што си го гледаат моделот на ДНА. Не знам кој е Вотсон, кој е Крик, не е ни важно. И да започнеме. Значи, се сугерирало дека има, мислам се дознало дека има спирална структура и дека е составено од две полинуклеотидни вериги. Како што видовме минатото видео, значи овдека е еден нуклеотид, така, ова тука е нуклеотид. И така натаму. Сега ќе разгледаме некои бројки. Овие бројки не мора да ги знаете, зависи дали ви се бараат или не ви се бараат, но не е битно. Растојанието помеѓу азотните бази е 0,34 нанометри. Значи оваа вредност. Тоа е растојанието помеѓу азотните бази. Сега, должината на еден свиок, значи еден свиок е 34 нанометри. Што му доаѓа дека има од прилика, сега би требало да биде точно 10, ама од прилика има 10,5 азотни бази во еден свиок, каде што свиоците всушност имаат мал жлеб и голем жлеб. Сега малиот жлеб и големиот жлеб всушност доаѓаат од самата хемиска структура на ДНА, тоа е поврзано со ентропија и физика, но главната фора ќе разгледаме на кратко, значи нема сега да ја објаснам, ама ќе видиме дека е поврзана всушност со должината на хемиските врски. Сега, што има вдека друго исто да видиме? Фосфатно-шекерен скелет. Значи овие се всушност двете вериги се еден вид на фосфатно-шекерен скелет, нели кој изреден фосфор и шекер, backbone, која се нарекува на англиски. Самиот напречен диаметар на ДНА е 2 нанометри. И тие се отприлика главните броеви. Друго, што спомнавме во минатото видео, е дека имаме 3' крај и 5' крај. И секогаш, дека ако имаме едната верига, која иде од 5', така 5' кон 3', другата верига иде спротивно од нејзе, односно од 5' кон 3' нааму. Така, значи идат антипаралелно. Сега оваа структура, дека која гледате на сликата обично, е наречена, мислам, обично се представува Б формата на ДНА, бидејќи имаме различни форми на ДНА, кај некои различни организми, но оваа е класичната, односно Б форма. Ќе ги разгледаме понатаму другите форми на ДНА. Сега да видиме нешто поврзано со биохемијата. Значи, видовме ова, го видовме минатото видео, биохемиска структура, но дека само да напоменеме дека врската која е помеѓу шекерот и фосфорот, така, таа е фосфодиестерска врска и таа е ковалентна врска. Исто и имаме гликозидна врска, значи таа е помеѓу азотната база и шекерот, која исто така е ковалентна врска. И едноставно негативниот полнеж овдека на кислородите кои се наоѓаат со фосфорите кои се врзани, даваат еден негативен полнеж на рбетот кој е составен од фосфати и од шекери. Што е важно, бидејќи всушност внатрешноста на ДНА, бидејќи нели овдека има уште еден скелет, така и тука има други азотни бази. Така тука има други азотни бази, нели овие сите се поврзани. Ќе видиме како се поврзуваат, но поентата е поради оваа негативност овдека, тука имаме негативност поради фосфорите и од другата страна, внатрешноста на ДНА молекулата, значи оваа овдека внатрешност е хидрофобна, односно вода не влегува таму. Сега, ја гледате оваа гликозидна врска, така? Значи овдека имаме гликозидна врска и сега ќе го представам шематски, каде што ево ако овдека го имаме шекерот, така го имаме шекерот, имаме оваа гликозидна врска и ја имаме овдека сега азотната база, така ќе ја бележам со квадратче. Сега, гликозидната врска кај спротивниот нуклеотид, значи тука обратно треба да се движи, значи имаме тука шекер и всушност ќе имаме гликозидна врска и ќе имаме азотна база. Сега за да не биде вака како обратно да идат, но не ги цртам така обратно, значи ќе ги нацртам кога се исто насочени. Сега оваа која е диаметрално спротивна, да речеме дека има гликозидна врска која е пократка. Така, и сега овдека азотната база ќе дојде некаде си подолу. Поради тоа, и овдека бидејќи мора да се образуваат водородни врски, замислете се дека ова целото на некој начин ќе се искриви и ќе биде вака косинско. Сега, ако ја гледаме ова како скала една,
значи скалата ДНА не се тие по 90 степени поставени поврзани со водородни врски азотните бази. Нели тука имаме азотна база, азотна база, азотна база, азотна база и овдека имаме водородна врска. Ќе разгледаме и таа. Но не се по 90 степени, него нешто налике вака, косински. Сега бидејќи идат спротивно, за ова да се избалансира, да бидат на некој си начин на исто рамниште, мора двете вериги да се извиткаат, така, да се извиткаат една околу друга. Така што сега овие би дошле, значи ако се извитка оваа од оваа страна и оваа од другата страна, и би дошле некако да бидат рамни. Така, иако всушност се криви. Сега има многу работи кои се поврзани со ова, со ентропија, со физика, со хемија, зошто е тоа така, но едноставно знаете дека е извиткана е ДНА, нели во хеликс, и дека има голем и мал жлеб, нели како што видовме, гори имавме голем и мал жлеб. И ова потекнува од многу фактори, но со тоа не мора да се замарате, значи само знаете дека има и голем и мал жлеб. Сега всушност ќе видиме како се спаредни азотните бази, и овдека имаме азотна база која е аденин, овдека имаме азотна база која е тимин. Така. Сега нормално може да биде и урацил, само нели овдека ќе немаше CH3. Тоа беше единствената разлика. А овдека од другата страна имаме гуанин, кој е спарено со цитозин. Сега, како што можете да видите, при спарувањето, всушност аминогрупите, значи амино се овие НХ групи, така, сега потека четка, аминогрупите служат како донори на електрони, односно не на електрони, бидејќи ова е водородна врска, не е поврзана со електрони, него се е вид донори во образување на водородната врска. Бидејќи, сега не знам дали знаете како се образува водородна врска, но овдека имаме парцијално негативен полнеж, овдека имаме парцијално позитивен полнеж и затоа се образува водородна врска, тоа е хемија. Бидејќи тука кислородот има слободни електрони, електроните овдека се близу до азотот, така што оваа страна на водородот е поелектропозитивна, додека оваа страна на кислородот е поелектронегативна. Бидејќи има електрони, а електроните знаете дека имаат негативен полнеж, и затоа се образуваат такви парцијални полнежи кои образуваат водородни врски. Сега водородните врски кај атеј парот, аденин тимин парот, всушност се образуваат две водородни врски, гледате помеѓу кои групи. Значи тука се образува една, тука се образува друга водородна врска. Сега, додека кај ГЦ, значи ева ќе бележиме дека кај АТ се образуваат две, додека кај ГЦ се образуваат три водородни врски. 1, 2, 3. Значи ќе бележиме дека се поврзани со три водородни врски. И поради тоа ГЦ парот е многу постабилен и повеќе енергија треба за да се раскине него АТ. Значи АТ со помалце енергија, може да се раскине, додека кај ГЦ треба повеќе енергија. И ова е важно при особени процеси на PCR, сега немате појма што е PCR, но едноставно кога треба двете вериги, значи вака се двете вериги на ДНА, така и сега имаш тука дали А, Т, нема врска, А, Т, така имаш една ваква верига и да речеме дека целата верига ти е ваква, И сега, например, овие вериги може да се раскинат. Значи едната верига да отиде натаму, другата верига натаму и да се скинат овдека врските помеѓу нив. И сега за тоа треба топлина. И сега, например, ако е АТ, само, например, карикирам, ќе треба 40 степени Целзиусови. Сега лупам броеви, не знам кои беа точните броеви. Но, ако беше целата верига со... Ева, ќе земеме зелена боја. Ако беше целата верига со Г, С, тогаш ќе требаше, не знам, 60 степени Целзиусови за да се раскине. Зошто? Бидејќи ГЦ парот се врзува со три водородни врски, така да е многу постабилен и треба повеќе енергија за да се раскине таа врска. И тоа е важно, како што реков, при молекуларна биологија, при правење на различни лабораториски манипулации. И ова спарување се нарекува Вотсон-Криково спарување, бидејќи моделов е на Вотсон и Крик, така нормално, и ова спарување е Вотсон-Криково спарување, бидејќи нормално има отстапувањето овие спарувања, особено некои алтернативни форми на ДНА или пак некои други хемиски соединенија, например, тука го имаш ова хемиско соединение, гуанин, така, азотната база, но во хемијата постојат огромен број хемиски соединенија, каде што, да речеме, сосема е исто,
Ама тука на пример има нешто различно, нема тука двојна врска и дека има H атом и нешто дека ова е H2. И пак ќе биде исто поврзањето, иако е различно соединението, така. Значи постојат многу манипулации кои може да се прават. Но ова е стандардното Вотсон-Криково спарување. Сега важно е, кај ми сликата, не сум ја ставил. Ево ја. Важно е растојанието помеѓу двете азотни бази. Значи пазите, едната водородна врска кај АТ-парот е 0,28 нанометри, додека другата е 0,3 нанометри. Односно 0,30. Исто е тоа. Додека целото е 1,1 нанометар. Нели рековме дека диаметарот на ДНА беше 2 нанометри, така да овдека има тоа екстра со шекерите и фосфорите, така и овие дополнуваат за целото всушност да бидат 2. Добро, сега овие бројки, иако не мора да ги знаете на памет, можете да знаете го од прилика 0,3 нанометри, се битни. Бидејќи нели реков, да, има други хемиски соединенија кои може да се врзат, но само во лабораториски услови, во вистински може да се внатре во клетка ќе се врзат само тие соединенија кои прават растојание помеѓу двете азотни бази да биде ова, или 0,28, 0,30 соодветно. Секое друго растојание не е дозволиво. И на тој принцип всушност работи начинот на проверка на ДНА која ќе се реплицира, ќе видите кога ќе се умножи ДНА, дали се внела правилната азотна база, зашто од кај ќе знаеш другаче дали се внела правилната азотна база, го проверуваш растојанието помеѓу двете азотни бази и ако е точното растојание, тоа значи дека е точната азотна база. И еве и кај цитозин гуанин 0,29, 0,3, 0,29. И сега као за крај, као еден заклучок, да спомнеме што е всушност примарна, секундарна и терциерна структура на ДНА. Значи примарна структура на ДНА е всушност самиот редослед на нуклеотидите, односно на азотните бази, и може тоа да се чита као зборот. Значи А, Т, С, Ц, Ц, Г, Т, А и така натаму. Значи тоа е примарната структура на ДНА. Сега, во секундарна структура, значи ова беше примарна структура. Во секундарна структура врегува и образувањето на водородните врски помеѓу секој од овие азотни бази со нивните комплементари. Значи тука ќе биде Т, А, Г, 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 С, А, Т, Т. Така, значи ова е секундарна, односно се однесува на интра и интермолекуларните хемиски својства. Сега, терциерната е всушност како целата оваа структура е извиткана тридимензионално во просторот. Или она беше како двоен хеликс, така оваа верига иде вака, оваа иде вака и така натаму. Значи тридимензионалноста на ДНА молекулата како се образува, како се витка во просторот, како е извиткана, собрана, уплеткана и така натаму, тоа е се терциерната структура на ДНА. Добро, и сега да спомнем дека всушност структурата на ДНА е доста стабилна, бидејќи ваква може да трае илјадници години. Значи илјадници години и сега не останува целата, бидејќи има време на пола распад, значи полураспад се бележи во физика и во која е поврзана со радиоактивни материи, но нема врска, Т една половина обично се бележи, каде што пола од материјалот за тоа време се распаѓа. Например, ако време на полураспад е 100 години, и сега например имаш ДНА верига која е, не знам, да речеме 2 метра долга, за 100 години ќе стане 1 метар долг, па наредните 100 години ќе стане 50 сантиметри, па после наредните 100 години ќе стане 25, па наредните 100 години 12,5 и така натаму и така натаму. Значи секој 100 години пола се распаѓа. И сега нормално го лупнав бројот 100 години и го лупнав растојанието 2 метра, но ДНА е прилично стабилна, илјадници години без полураспад. Сега например ќе речеме имаме ДНА од мамути, да, имаме ДНА од мамути, ама таа е фрагментирана. Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека направивме, го свативте Вотсон-Криковиот модел. Значи, како една сумација, нели тоа си беа две вериги, поврзани се со водородни врски, азотните бази, секоја водородна врска си има колку е долга, ГЦ беа многу посилни, бидејќи беа тројни водородни врски, него двојни, наспрема АТ,
Исто не се под 90 степени поставени, него се јаха косински на некој начин, ама за да не бидат косински, се врти ДНА. И друго што е важно е кои беа гликозидни, така кои беа гликозидни и кои беа фосфодиестерски врски. Значи фосфодиестерски се помеѓу фосфор и шеќерот, а гликозидни се помеѓу шеќерот и азотната база. И тоа беше се за ова видео. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Дојдување.